Поздрав во 10-минутното интервју на ТВ21. По серијата Земјотреси во Скопје разговараме за начинот на градба во Скопје и во околината. Гостин во нашата програма е архитектот Бранко Мандичевски, кој има искуство во градење и во Македонија, но и во светот. Веќе 20 на години живее во странство и работи таму. Поздрав, господине Мандичевски. Добар ден, поздрав до вас и гледачите. На ова мало парче каде што се наоѓаме во центарот во Скопје, може ли така да го започнеме разговорот, што според европските стандарди и според стандардите што го налагаат трусноста на подрачјето на Скопје е изградено добро, а што е погрешно? Па мислам дека од овој што го гледам околу себе, моментално се наоѓаме во Дебармал и она што го видов во центарот и имав прилика да видам населби наводно, мислам дека најголем проблем е непочитување на урбанизмот. Практично непостоење или кроење на урбанизмот по дневните потреби. Според светски стандарди, а и нашите стандарди, затоа што ние имаме многу добри искуства и еден од најдобрите институти, барем јас колку што ме држи меморијата, доста респектабилен и сметам дека тие стандарди ги имавме применети и во нашите прописи. Ова што го гледам сега го демантира моето сеќавање на тие прописи. Не верувам дека се гради неквалитетно од аспект на сеизмика и потреси и така. Сметате дека се почитуваат стандардите што се наложени после Скопскиот земјотрес од 63-та за задолжително асеизмичко градење? Па тоа е основа. Не постои друг начин за вакво трусно подрачје. Нема друг начин да се димензионираат и мислам дека оддамна после земјотресот ние ги користиме тие искуства и верувам дека и денешните инженери, статичари кои се задолжени за изработка на статиката на објектите, дека ги почитуваат и дека се во склад со светските нормативи. Дебармало е едно од местата во Скопје кое од населба претежно со ниски градби, со куќи, во последниве 15 на години, може 20, порасна во населба со 7-8 катници, еве како ова што ја гледаме пред нас. Дали ова подрачје со 3 пати повеќе, 4 или 5 пати повеќе население може да го издржи тоа? Подобри стручњаци од мене од област на планирање и урбанизмот, сметам дека имаме квалитетни стручњаци и професионалци, кои за жал мислам дека се на маргините на случувањава, не се почитува нивното искуство, професионално и знаење. Може да потврдат, ова ја што го констатирам, дека при планирањето на новите градби од поодамна, поготово во Дебармало, каде што сме, не е почитувана елементарната карактеристика, односно параметар, густина на населување. Скопје, како еден од најтрусните градови во Македонија и на Балканот, мораше да лимитира жителство на оваа локација, односно на локацијата после земјотресот. Ако не се лажам, Скопје имаше околу 187.000 жители. Не е ни битна бројката, денес има 5 пати повеќе. Инфраструктурата е исто важна. Ја спомнав густината население, значи урбанизмот морал да биде безпрекорно изработен, морало да има јавни дебати, да се изложат сите планови за воиднина и за сегашно во етапи како ќе се реализираат, исклучиво со консултација на стручњаци, а јавноста не може да се негира, да се избегне, затоа што луѓето ќе живеат во овој град и живеат. Последиците ги гледате. Земјотресите не може да се предвидат, али земјотресите може да помогнат искуствата од претходните несреќи и катаклизми што се случиле, да придонесат да се развие науката, а најповеќе потребите и начинот на работа во иднина. Што на оваа зграда, еве пред нас, што не би требало да биде за да биде помалку тешка или за да биде посоодветно изградена во трусно подрачје? Значи има многу конструкција непотребна која го оптеретува објектот од аспект на товари. Тоа значи армирање повеќе, поголеми фундаменти. Ако гледаме за внатрешна функција на самите станови и куќи, парапетот ја редуцира светлината, дневната светлина и рефлексијата, а ставаме врати, шибер врати големи, а светлината проаѓа низ метар, метар и 20 отвор. Значи, мора да се одвикнат архитектите да проектираат тешки елементи. Повеќе од 20 години живеете и работите во Лондон. Кој е стилот на градење на стамбени згради во моментов? Јас се специализирав за реконструкција, односно реновирање на стари објекти, викторијански, едвардијански, џорџијан куќи и станови. Но Лондон се труди да го зачува старото јадро.
и традиционалната архитектура. Она што остана од Скопје, мислам дека јас не го препознавам Скопје. Не се почитува традицијата, не се почитува нашето градителско наследство. Јас сум противник на високи објекти, поготово во Скопје, каде што е незамисливо во вакво трушно подречје да имате згради изнад 5-7 ката, да не зборам 10, 20, 40, па некои визии за 100 катници. Тоа е лудост, затоа што самата почва не ги трпи тие објекти. Скопје седи на една расеклина, во тектонска долина, каде што потресите се евидентни. Мора Скопје да застане со оваа инвазија на слободни локации, не се во прашање интересите на инвеститорите. Во прашање се безбедноста и животот, квалитетот на животот и безбедноста на граѓаните. Зашто инвеститорот ќе го продаде објектот, ќе си го направи бизнисот, ќе го оствари профит и ќе замине. Остануваат луѓето да ги плаќаат последиците од негрижата. Една од последиците во ова мало каде што се наоѓаме, рековте дека е нарушена интимноста на луѓето. Премногу се блиску балконите, прозорците на зградите. Дали во некоја друга земја ова би било дозволено? Не, да, ја можем да компарирам со Лондон конкретно. Блискоста на објектите, овде се работи за 3 до 4 метри, помалку од 4 метри, гледаат едни во други. Значи, нарушена е приватноста на луѓето. А вие кога имате, кој ќе се изложите, кој ќе се задолжите финансиски, сакате да купите стан или куќа, не би сакале соседот да ви дзирка во спалната соба. Во Британија има прописи, се знае на која дистанца треба да биде објектот, каде може прозор да отворам, за да не можам да ја нарушам приватноста на комшијата, па дури и во дворот негов да гледам. Господине Мандичевски, овде во центарот на Скопје, покрај реката Вардар, од безбедносен аспект, какви опасности кријат градежните зафати кои се почнати околу? Ова подрачје не е препорачливо за градба, поготово на самата река. Ако погледнеме овие енормни фундаменти што се градат, кои зафаќаат делот, самиот пресек на реката и проток, постои опасност од деформации. Не би сакал да бидам пророк, да прогнозирам нешто страшно или лошо, али сметам дека се узурпира самата река. Дали зборуваме за опасност во случај на поплава, на дојдена вода, земјотрес или дури и во нормални околности? Апсолутно, и нормални околности доколку протокот се регулира, правена е делумна регулација на Вардар, се окей, али во случај на дождови, обилни дождови и снегови, а ние сме сведоци на отекување од шара, пена, тетово и така натаму, сега последниве поплави во близина на Скопје, мислам дека може да има последици затоа што се редуцира самиот профил на реката Вардар, а тоа не смее да се дозволи. Кои објекти овде го загрозуваат и го редуцираат протокот? Па да кажеме и овие, не сакам да видам, груп наречени галии, кои ова е прв пат да гледам вакво нешто, пловни објекти забетонирани во корито на река, и овие фундаменти кои треба да представуваат некое тркало пандан на лондонското и останатите во Европа, мислам дека ќе бидат проблем, затоа што и сега по поголем, повисоко ниво на реката Вардар, поготово есенски и зимски дождови, тие ќе бидат поплавени. Зошто долги години не се градеше покрај самата река? Па точно ради такви причини. Дали се сеќавате на времето кога беше работена мапата на најтрусни точки врз основа на искуството од земјотресот во 63-та, мапата за која деновиве одново се зборува? Па да, точно спроти арапска куќа, самите срушени објекти и жртвите за време на земјотрес што погина во тие објекти, самите локации покажуваат каде не треба да се гради. Дали се изградени сега нови објекти на некои од тие точки? Мислам да, и кои не заслужуваат ни со габаритите, ни со висината и не смеат да бидат таму. Тоа беше 10-минутното интервју на ТВ21 со разговор со архитектот Бранко Мандичевски, кој долги години живее во Британија. Господине Мандичевски, ви благодарам, до некое следно среќавање. Благодарам и на вас.